Да, имавте можност да го проследите интервјуто со министерот за информатичко општество и јавна администрација Јетон Шакири на колешката Ивана Стојкова и токму во интерес мало парче од неговото интервју и вчера во Дневникот имавте можност да проследите во дневно-информативните изданија на телевизија 24, каде што впрочем дополнително пак и еден краток став кој дојде од Сдруженијето Гласен текстилец. И токму со председателката на ова здружение, Кристина Ампева, разговараме во продолжение на оваа тема, на која и посакувам добре дојде во студио 10. Фала ви за поканата, поздрав до вас, вашите гледачи, се надевам дека ќе имаме убава дискусија. Одлично. Како сте? Па добро, со оглед на тоа дека уште од Сабајле тргната на пат, па после повторно имам активности, меѓутоа не е ништо тешко доколку се сака. Ајде со лесно нека оди денот. Сакав, Кристина, да ве прашам, ако преминам на ти во текот на разговорот, нема да ви пречи, се надевам, да. Сакав да ве прашам, еве конкретно веќе го слушнавме интервјуто на министерот Шакири, она што може да се извлече од неговото интервју, како да речеме, заглавие дека тој ја поддржува оваа превентивна мерка која што се најави од страна на министерот за здравство во интерес на заштита на јавното здравје. Гласен текстилец на почетоците на пандемијата особено беше гласен кога се поставуваше прашањето за немањето доволно вакцини, но и за вакцинирањето, особено во делот на луѓето кои што треба да бидат вакцинирани за да можат да продолжат да работат. Као приоритетна група на граѓани, да. Сега некако во јавноста почнува да преовладува мислење дека Гласен текстилец тука го смениле ставот. Дека станале антиваксери. Да речеме. Да речеме. Но ајде да видиме малку ова, да го пообразложиме, бидејќи сметам дека има потреба и од разговорот што го правев со вас, навистина сметам дека треба да го дообразложиме ова. Секако, да. И мило ми е што сум денес овде за да можеме некои работи да ги разјасниме. Секако дека да, Гласен текстилец е здружение кое што се наоѓа во Штип, кое што дава бесплатна правна помош пред се на работниците од текстилната индустрија. Знаеме со што се соочуваше Штип уште од почетокот на пандемијата. Ние бевме оние кои што кога властите и министерот за здравство велеше во ред превозот, ние бевме оние кои што излегоа на терен и рекоа не ви е во ред превозот и од тука ќе букне короната. Сега одеднаш сме представени како антиваксери или не знам што. Не го велиме. Да, тогаш рековме дека треба да бидат приоритетни некои групи за да се вакцинираат. Меѓутоа ние во време кога немавме никаква национална стратегија, кога се носеа мерки за затворени врати, не беа вклучени засегнати страни, како синдикати, организации на работодавачи, било кој, значи вие носите сега една ваква репресивна мерка. Ние тогаш сакавме да се вклучиме за да ја споделяме одговорноста и пред се да поработиме на едукација за тоа што значи вакцинацијата, кои се бенефитите, што значи колективен имунитет и слично. И сега, 2 години не правевте ништо во врска со едукација, него бањати не бањати, мислам, муабетот на социјалните мрежи безобразно скроз. И сега одеднаш вие комисијата ви носи некои мерки кои што треба да бидат изгласени на влада и за 10 дена работниците треба да почнат да го губат работното место. Збориме за јавен сектор. Тоа подоцна ќе се рефлектира и на приватен сектор. Скроз не е во ред, нема никакво време, нема меркиве, не ми се во ред. Башка низ историјата повторно ќе напоменам. Ниедни вакви репресивни мерки не вродиле со плод. Значи, ние не сме антиваксери, како што не се КСС, како што не се УПОС, Сојуз на стопански комори, Синдикатот на културни работници кои што утринава излегоа исто со реакција, КСОМ, еден куп синдикати, организации на работодачи и слично. Ние не сме антиваксери. Ние велиме не треба на ваков начин да се носат едни вакви мерки. Не е во ред со репресија вие да башка каде се тука експертите како доктор Пановски, како доктор Даниловски кои што велат вие земавте крвна плазма за да спасувате животи од прележани од корона, а сега истите сакате да им го земете парчето леп, да ги отпуштите од работа. Значи тука има многу експерти страни кои што треба да бидат вклучени во еден вид на вакви мерки. Во е последно кое што треба да се деси. Уствари не треба да се деси.
да имаше соодветна стратегија и да беа вклучени сите страни. Јас мислам дека досега стапката на вакцинирање ќе беше многу поголема. Ако се навраќаме наназад, да речеме, уште од почетоците, како што и се навративте вие кратко во делот на воведот, ако се навраќаме наназад, дали од старт пристапот на властите кон и степенот за вакцинација и кон кампањата која што и многу задоцнета некои експерти сметаат дека доаѓа како таква, дали од старт сметате дека пристапот беше погрешен во одредени сегменти? Да, како прво ние немавме вакцини, туку ги добивавме вакцините преку донации. Колку време во текот на 2020. Подоцна имавме само едни вакцини кои што подоцна видовме дека нема да бидат прифатени како кинеските вакцини. Јас лично сум вакцинирана, ревакцинирана со Pfizer. Да бидеме на чисто дека не сум антиваксер, или пак колегите со кои што ги правиме реакциите. Сметам дека немаше доволна едукација на населението, затоа пак ќе потенцирам. Ние сакавме да ја споделиме одговорноста со властите. Секој од нас да цели кон специфична таргет група да објасни бенефити од колективен имунитет. Во Штип конкретно, ако ги земете текстилните работнички за пример, тие беа жртви на целата ситуација. На несоодветен пристап од страна на институциите. Еве ќе споделам јавно. Кога ние сакавме да се вклучиме во економски мерки и слично, ние дававме конкретни примери и ние кажавме превозот ќе биде проблем, странските инвестиции каде што има голема концентрација на луѓе ќе бидат проблем, компаниите текстилни ќе бидат проблем. Другите работеа, јавен сектор работеа оддалечина. Меѓутоа пак имаше кластери и во јавната администрација, имаше и во овие приватниве фирми. Ние моравме да излегуваме на терен, да сликаме автобуси и да докажеме дека не е тоа така како што го велат властите во Скопје. Туку ние имаме реален проблем со транспортот, па од тука некако излобиравме да имаме капацитет на превоз 50%, па подоцна 70%, и после пак, еве конкретно за ова, после пак имавме проблем кој ќе го прави надзорот во автобусите. Кога имавме... Се појавија ли властите воопшто во периодот? Каков било представник на властите во Штип, особено во тој период? Јас морам да кажам дека тогашниот градоначалник господин Благо Бечварски, тој носеше мерки во склоп на нашата општина и бевме вклучени во општинскиот кризен штаб како здружение, се со цел да дадеме соодветни препораки каде треба да се внимава. Од тука тој побара од сите институции на локално ниво да внимаваат на превозот, да се поделат маски пред фирмите, да се подели пред пазари, не знам што. Меѓутоа ние успевавме некако да намалиме штети. Значи, зборуваме само дека локалната власт тука си се загрижи како што и треба да биде. Од државната власт? Да, еве на пример, кога требаше да се прават работничките се жалеа во почетокот на пандемијата и тие беа исплашени. Многу беа заразени. Тие велеа немаме место меѓу машините, немаме средства за дезинфекција во голем дел од фабрики, не можам сега сите да ги кажам тука. Дека се истинели или дека не ги почитувале протоколите. Не можеме да дојдеме до вакцини. Има редица, не пуштаат. За јавната администрација беа ослободени кога се вакцинира. Работничките се ослободуваат од работа и одма се враќа со болки во раката, немаа слободен ден. И сега ние кога побаравме да се испита дали се почитуваат мерките, препораките, кои што беа тогаш со законска сила за почитување на тие ковид мерки што беа оддалеченост, дезинфекција едно друго, кога побаравме да реагира ДЗСИ, Државен здравствен санитарен инспекторат, бидејќи имаат надлежност, и пише кој член таму од законот, да не ме фаќаш сега за збор, не знам точно, меѓутоа можеа да отидат да направат инспекцијски надзор и да наложат да се почитуваат мерките. Сакате да ми кажете дека ДЗСИ не направи инспекција? Не правеа, се огради од ингеренции, целиот терет го оставија на Државен трудов инспекторат. Значи, Државен трудов требаше да внимава на превоз, Државен трудов требаше да внимава на откази во тој период, на злоупотребите на државна помош кои што беа дадени од страна на нашиот буџет. Значи, цел терет беше на Државен трудов инспекторат. ДЗСИ се огради од инспекцијски надзор и од слично. И сега, општа хаварија беше. Значи, немаше ниту тогаш вклученост на
експерти од својата област во донесување на мерки, во ингеренции, предвидување на ингеренции, што како треба да биде. И сега ме чуди леснотијата на донесување на една ваква мерка, која вие 2 години сте се разни ваши институции се оградувале од тоа да преземат одговорност, да помогнат, да ублажат ова што ни се случува со пандемијата. Сега репресија од денес за утре, повторно во затворени врати, со кого ги носат тие мерки? Која е комисија за заразни болести на крајот од денот? Зошто доктор Даниловски, епидемиолог, зошто не е таму? Зошто не бидат слушнати таквите луѓе? Зошто не бевме вклучени, ние ќе дадевме пари за печатање на материјали, еве ги бенефитите? Зошто не се почна со мерки како во Србија, Вучич делеше пари наоколу? Така, мислам, зошто не почнавме со тоа? Вие бараме како здружение и дел од синдикатите бараат замрзнување на цени на основни прехранбени продукти, баравме замрзнување на нафтена акциза. Тие мерки, така, значи нема за тоа мерки. Дури излова министерот за економија и вика, нема никакво покачување, ама за ваква репресија од денес за утре во ред. Не ми е фер, не е во ред и не може вака да се понаша една демократска држава. Во однос на мерките, бидејќи за приватниот сектор, ова е само како една своевидна насока, значи не е задолжително, туку е препорака за приватниот сектор. А што? Сметате ли дека овој приватен сектор, конкретно, особено во текстилната индустрија, ќе ги применува? Па сметам дека има добар дел од работодавачите кои што им требаат само работници. А башка државата нема што да се меша во приватниот сектор, така? Пошто тоа неколку пати го напоменаа дека не се меша, дури и кога беа злоупотребите на нашите народни пари, тие апсолутно па скоро и ништо да не се презема основно јавно обвинителство уште не ни кажува. Тоа ми е прашање за $1.000.000. Зошто се уште немаме одговор од основно јавно обвинителство во врска со злоупотребата на пари. Меѓутоа, нели побитни се репресивни мерки. За приватните болници зборувате ли? Не за приватните болници, него за приватните компании кои што беа делени, нели за на помош. Да. Мислам дека работодавачите од приватниот сектор, еве во конфекција и слично, мислам дека они имаат потреба само од работници. И тука повторно, значи, ние доаѓаме до ситуацијата дека повторно работниците и работничките во текстилната индустрија не се заштитени. Не се заштитени. Кај нас, тоа ми е едно од муабетот кој што сакам да се спомени и сакам да бидат вклучени такви едни експерти. Добро. Ние не знаеме колку тоа имаме, дали имаме антитела. Дали имаме, дали сме... Она што го спомна и доктор Пановски беше дека сега се прави едноставно некоја неправда спрема оние кои што даруваат плазма, кои што го прележаа коронавирусот и слично. Ние не сме направиле никаква стратегија како Министерство за здравство, никаква национална стратегија. И сега некоја баш во коментар го спомнав моментот кога букнала ХИВ пандемијата во 80-тите. И замислете, таа е смртоносна болест, така? И сега, замислете да имало затварање, да имало забрани за движење на тие лица. И сега, никој не става во прашање ниту природен имунитет, ниту колку имаме антитела, па стратегија, па како требаше да се опфатат посебни целни групи, па хронични болни, па бремените, па не... Значи, апсолутно никаква стратегија. Министерот Венко Филипче знаеме дека беше зафатен со избори, завршија изборите прв, втор круг, пази локални избори и сега одеднаш ви имате од денес за утре вакви мерки. Значи, уопште не се разгледани, не се консултирани никој од експертите. Значи, повторно ќе речем, ние можевме да помогнеме тука. И помагавме. Пробавме да бидеме максимално корисни, да објасниме каква е ситуација, кои мерки се потребни, па дајте ни ингеренции кој е заложен за ова да го пази на терен, за во приватен, за во јавен, едно друго. Работничките не беа заштитени до сега, до ден денес. Значи се уште автобусите се полни, меѓутоа голем дел од нив се вакцинирани. Голем дел од нив имаат стекнато имунитет преку прележување. Знаеме колку кластери имаше конкретно во Штип, Куманово, Скопје, Прилеп. Ние кажавме дека таму, тие градови,
бидејќи имаат повеќе, нели, странски индустријски зони со поголем капацитет, нели, на луѓе внатре. Имаме конфекции, имаме автобуси, организиран превоз и слично. За ЈСП тука се збореше во Скопје, нели, дека тоа ќе биде исто проблематично. Затоа не се применуваа мерки, сега се применуваат мерки после 2 години. Значи, наместо министерот да имаше реална стратегија за приближување до определени целни групи, да видиме кои треба да бидат вакцинирани, како да им ги објасниме бенефитите од вакцинација, дајте да поделиме материјали, ќе помогневме и како синдикати, и како организации, и како здруженија на граѓани. Сега, ова што сме антиваксери воопшто не ми е важно, бидејќи ние како синдикати, КСОМ, КСС, СКРМ и слично, ние сме тука да дадеме заштита на работниците. Тоа е нашата цел. Кажете ми, дали текстилните работници се вакцинираат само иницијативно или од страна на работодавачите им е тоа? Мислам и генерално дали се вакцинираат? Да, прво хронично болните, пак ќе речем, настрана од тоа што немаше навремено вакцини што добивавме, нели, донации од други држави. Подоцна кога се отвори кај нас пунктот во салата Јордан Мијалков, чина беше. Значи, работничките се ослободуваа од работа и чекаа ред. Дел имаа проблем со самите работодавачи, бидејќи имаше огромни редици и знаеме дека имаше снимки и на локалните и на националните медиуми. Имаше пуштено дел од работодавачите, дури пуштија списоци во нивните фирми, се со цел, нели, да се потпишат работничките кои би се вакцинирале. Меѓутоа имаше и такви кои што рекоа не го ослободуваме од работа. Или не им се признаваше, барем да добија, ние и тоа молевме до Министерство за здравство, апели упатувавме, како што важи тоа за јавен сектор, да бидат ослободени ден, 2, 3 од работа по вакцинација, нека важи за приватен сектор. И сега мене ми е дека од јавен сектор ќе се преслика цела оваа ситуација со приватен сектор и вие ќе имате утре некои 10%, ајде, мислам, во е најпозитивна прогноза, ќе имате 10% на вработени од јавен и приватен сектор кои што нема да може да одат на работа. Добро, ако го имаме економијата ќе ви трпи. Ако го имаме на ум фактот дека за приватниот сектор тоа е само препорака и она што вие го велите дека на работодавачите им требаат работници, дали се вакцинирани или не, веројатно не им менува многу. Мене затоа повеќе ме интересира во делот дали сега текстилните работници се вакцинираат, впрочем, бидејќи сега вакцини имаме. Дури и на ангро имаме, затоа што дури и дел треба и да ги уништуваме, бидејќи им поминува рокот. Пак ќе речем, тие одеа први се пријавија за вакцини. Посебно хронично болните текстилни работнички кои што имаа проблем со самите работодавачи, бидејќи, нели, имаше помош од државата, ама не им беше исплаќана плата, бидејќи они седеле дома, биле ослободени, први тие сами се вакцинираа. Не велам дека тоа е 100%, не може да биде 100%, бидејќи, нели, имаме и други здравствени проблеми кои што, нели, се ослободени од вакцинација и слично. Меѓутоа, пак ќе речем, мислам дека можевме многу повеќе да направиме во врска со вакциналната стапка, да се зголеми вакциналната стапка кај сите, не само кај работниците во текстилната индустрија, него секаде, и во јавен и во приватен сектор, доколку имаше вклученост на сите страни за ние да можеме, бидејќи Кристина Ампева, кој ќе отиде кај текстилните работнички и кој ќе им каже, бидете, јас се вакцинирав, можеби тоа нешто ќе значи повеќе. Јас мислам дека ќе значи. Сметам дека ќе значи. Или, ако бидат наградени за тоа, како што тоа го имаме во земјите во регионот. Ние не треба да измислиме топла вода, ама не треба да препишуваме репресии од други држави. Бидејќи кај нас имаше неколку веќе бранови на корона. И голем дел од тие работници и работнички имаат стекнато природен имунитет, што никој не го става во прашање. И сега имате експерти од својата област, јас не сум доктор, не сум медицинско лице, меѓутоа ги имате такви. Епидемиолог, доктор Даниловски, тој што треба да биде дел од комисијата. Или да не е дел од комисијата, треба да биде повикан. Вакви мерки не смеат да се носат за затворени врати. Кажете ми, дали, например,
доаѓате во ситуации каде што ви се обраќаат вам, бидејќи веројатно ве чувствуваат за блиски, како здружение кое работи постојано со нив за секакви прашања, од приватни до и слично. Дали ви доаѓаат вам, например, со прашања или со двоумења во однос на тоа дали да се вакцинираат или не, бидејќи не се принудени, еве вие им го кажувате своето искуство, дали им испраќате порака, еве например дали би им испратиле порака да се вакцинираат. Бидејќи станува збор за колективното здравје кај нив внатре, бидејќи споменавме, нема простор, нема дезинфициенци, во автобуси се постојано. Значи, пак ќе речем, ние бевме како здружение зафатени со тоа да... Јасно, да за сега зборувам. За сега, сметам дека ако Министерство за здравство ги викне сите синдикати, здруженија, експерти, и ако каже оваа мерка нема да ја применуваме, дајте да дадеме се од себе, кажете што треба да направиме, Кристина ќе оди ако треба од куќа до куќа и ќе ги објаснува бенефитите од вакцинација. Меѓутоа, пак ќе речем, немаше стратегија, ниту нашата влада и Министерството за здравство се справија со лажните вести. Јас излегував максимално што можам на телевизија. Значи, јас јавно еве кажувам дека сум вакцинирана и ревакцинирана и слично. Меѓутоа, пак ќе речем, немавме стратегија за да навремено, значи период од 2 години и ние имаме ваква вакцинална стапка, процент на вакцинирани лица каква што имаме сега. Така. Значи, сметам дека требаше да се оди кај специфични групи, тоа го разговаравме и со господинот Милан од Македонското здружение за заштита при работа. Баш сега снели сме во консултации со овие реакции, иако не излеговме со заедничка реакција или нешто слично, меѓутоа сме постојано во консултација и со Сојузот на стопански комори, и со Конфедерација на слободни синдикати, и со Македонското здружение за заштита при работа, како и уште едно движење за социјална правда. И тоа е идејата на Милан, дека ние требаше специфично да таргетираме определени групи. Добро. Секаде онаму кај што можеме да се доближиме, меѓутоа требаше некој да ни даде насоки. Затоа велам, национална стратегија ни фалеше, а не донесување на секакви мерки зад затворени врати. Тоа е моментот, дека не можете цело време 2 години да се собирате и да си носите сами мерки и после да одеднаш завршија локалните избори, сега што ќе правиме, ќе имаме што е во присилна вакцинација. Кога престанаа комуникациите од властите, локални или државни, заедно со вас? Многу одамна. Кај нас можам да кажам на локално ниво, после заминувањето на господин Благој Бочварски како министар во транспорт и врски, за нас веќе немаше отворена врата во општината со градоначалникот кој што го замени. Не бевме веќе повикани во општинскиот кризен штаб. Транспортот се врати онака како што се врати. Повторно настана аварија, на национално ниво многу одамна. Значи можам да кажам дека поради нашите реакции лани во однос на економските мерки, кога заедно со други здруженија и синдикати се побунивме, бевме еднаш или 2 пати повикани и толку. Додека беше Мила Царовска вице-премиер за економски прашања, можам да кажам дека имаше вклученост од сите чинители, тоа морам да бидам искрена и да си го кажам, меѓутоа отпосле не. Дали со новата локална власт имате комуникација сега во однос на ова се? Па искрено се уште не, бидејќи еве само што поминаа локалните избори, гледам дека моментално новата локална власт се труди да излезе на терен, да види што фали, како фали, не знам, асфалтираат улици, она што беше заглавено кај нас во Штип, тоа се нивни локални работи и обврски, меѓутоа се уште не сме имале средба, додуша немам ни побарано, бидејќи имаме и преголем обем на работа, дополнително сега и со ова. Дали размислувате како здружение или да речеме заедно еве и со синдикатите и со другите организации да поднесете и некакви пријави или нешто слично со оглед на тоа дека го сметате ова за присилна вакцинација, да поднесете пријави, бидејќи ние и веќе има искуства, особено Грција, има од регионот искуства, каде што и првите такви во Европскиот суд за човекови права пристигнаат токму од Грција, од здравствени работници, кои ја тужеа државата дека
видете, тоа би требало да е последно. Ние треба да бидеме соработници, не треба да бидеме непријатели како здружение и синдикати. На крајот од денот за нас ќе застанат сите работници. Мислам, тоа да не го ставаме како прашање. Значи, не е финтата да бидеме непријатели. Ние цело време, пак ќе речем, од март лани, ние баравме да бидеме партнери, да ги носиме заеднички економските мерки, да одредиме ингеренции на секоја институција која што е платена од граѓаните. Ние баравме да бидеме партнери, не непријатели. И затоа сметам дека добро е што излегоа сите синдикати и здруженија кои што се бават со вакви теми, се со цел му покажеме на министерот дека ова не е вистинскиот начин. Со ова ќе се намали довербата кон институцијата влада. Ќе се намали довербата кон институцијата Министерство за здравство. Тоа не ни е во прилог. Значи, од тука апелирам. Значи, не дека сме антивакцери, не дека ние сакаме да пуштаме на Уставен суд, не дека ние ќе бараме сега адвокати како во Хрватска кои што се пријавија 300 за да дадат правна помош. Не ни идејата да бидеме непријатели во време на ваква глобална криза, дополнително покачување и на производи, економска криза, здравствена, социјална, секаква. Не е идејата да сме непријатели. Него треба да се вклучат сите кои што можат да дадат придонес за земјата да излезе од оваа криза. Апелирам да бидат повикани, не мора да биде повикана Кристина Апева, нека бидат повикани синдикатите. За да се доближиме до целните групи, за да ги мотивираме, за да им објасниме бенефити од колективен имунитет, али не под присила, не со репресија. Никогаш во минатото тоа не вродило со плод. Не мислам дека ќе вроди со плод, напротив, ќе вроди со револт. Тоа не го сакаме во овој момент. Во овој момент треба да мислиме на економски мерки, треба да мислиме на оно што не очекува како енергетска криза, која што се најавува не само кај нас, пак ќе речем, секаде у Европа. Треба да видиме што ќе правиме, дали ќе ги замрзнеме цените на производите, пазарен инспекторат да биде на терен, да помогнеме на граѓаните за да не паднат во дополнителна социјална криза. Бидејќи веќе ја имаме кризата од лани. Ние имаме еден куп отпуштени од работно место. Ние имаме еден куп кој што се без придонеси исплатени, без здравствено, без... Имаме, бар слушате во Штип, и затварање на конфекции, и затварање на фирми, и сега во време на една ваква криза, вие викате, ние си носиме мерки, ќе отпуштаме вработени од јавен сектор, утре ќе им текне, ќе донесат исто некоја мерка, тоа ќе важи за приватен сектор, ќе удрите по економијата, ќе удрите, ќе имате револт од граѓаните, наместо тоа да одите преку чесен пристап, одговорен пристап, да се справите соодветно и со лажни вести, да ги викнете сите оние кои што може да ви помогнат. Сите можеме да делуваме како партнери. Ова не е начин. Заклучок, затоа што сме на крајот на емисијата. Да. Може да се дојде до заклучокот дека вие, впрочем, ја поддржувате вакцинацијата, секако, но таа да не биде присилна. Да. Тоа би било вашата порака. Не смее да има репресија, треба да им се објасни на граѓаните, да има соодветен пристап, одговорен пристап, да се применат претходно сите мерки што ги гледаме во регионот, и да ги носиме и економските мерки кои ги бараат здруженијата и синдикатите, а не само мерки кои што нив им одговараат, и да имаме зголемен процент на вакцинирани граѓани. Меѓутоа, тука пак ќе речем, според мене, како некој кој што работи со човекови права, со работнички права, важен е и личниот избор на граѓаните. Ви благодарам многу за гостувањето. Ти благодарам и те, Богдан. За тоа што Богдан. дојдовте од Штип да одвоите време да бидете дел од Студио 10 и ќе се видиме повторно сигурно. Секако. Ви благодарам уште еднаш за поканата. Се надевам дека сега ќе биде појасно кои се нашите ставови, значи. Затоа на крајот го заклучивме тој дел дека не сте вие, дека напротив ви го поддржувате и борувате за вакцинирање, но тоа да не биде под присила. Точно така. Те Благодарам многу.